Власта и опозицијата со 84 гласа за успеа заеднички да формираат анкетна комисија во собранието за сите 4 трагични настани изминативе години. Посебното собраниско тело ќе треба да ги испитува околностите, но и одговорноста за пожарите во дискотеката во Кочани и во модуларната болница во Тетово, како и автобуските несреќи во Ласкарци и Бугарија. Мнозинството во анкетната ќе го има власта, но председателот ќе доаѓа од редот на опозицијата. Телото треба да работи 45 дена, во кои ќе се сослушуваат сведоци, а потоа во рок од 30 дена треба да се изготви извештај со заклучоци што ќе бидат испратени до владата, но и јавното обвинителство. Ова е всушност анкетната комисија која побара власта по повод барањето на родителите од настраданите во Кочанскиот пожар, но за која мнозинството сметаше дека треба да се прошири и на останатите претходни несреќи за да нема селективност. Ќе ги разгледува и тие кои што се најактуелни во моментов, но исто така и оние кои што се случија во времето кога господинот Филипче беше член на владата, по чиј мандат се случија и дел од овие трагични несреќи. Без да се прејудицира било каква кривична или политичка одговорност, сметам дека ако гласаме заеднички за една анкетна комисија без селективност и со истото чувство на емпатија, можеме да имаме поголеми шанси да стигнеме до некој препораки или заклучоци. Опозицијската СДСМ, иако ја поддржа оваа комисија, сепак на седница инсистираше да се формира и анкетна комисија само за трагедијата од дискотеката Пулс, за поефективно да се утврдат системските пропусти. Ние немаме намера како предлагачи на оваа иницијатива да водиме постапки кои што ги води јавното обвинителство и да судиме некого кој што треба да се суди таму каде што му е местото. Меѓутоа, треба да се утврди доколку има било каква одговорност, треба да видиме кои се пропустите на системот, а очигледно дека има сериозни пропусти на системот, колку тие влијае за случувањето на оваа трагедија. Мнозинството не го прифати ваквиот предлог. Настрана овие анкетни комисии, лидерот на Левица Пасиев за 9 декември ја закажа и постојаната анкетна комисија за човекови права, која треба да расправа за прекршување на правото на живот по повод иницијативата поднесена од родителите на загинатите во Кочанскиот пожар. Сепак незиното одржување останува неизвестно, доколку власта не обезбеди кворум за незина работа. Од владеачкото мнозинство бараат одложување на комисијата на Пасиев, бидејќи на тој ден е закажана и пленарна седница на која е буџетот за 2026. Катерина Нешкова, Сител телевизија.